Започнуваме со урбаните вести и добре дојдовте во нив. Ке се уредува загадувањето од авиосообраќајот. Ова е веста на денот, а во продолжение ги гледаме насловите за денеска. Македонија дел од ИКАО во уредување на загадувањето од воздухопловите. Ке се поставуваат мерни станици во општина Кисела Вода. ЈСП Скопје финансиски стабилно, цената на билетите не се менува. На 27 март премиера на представата Не сега драга во театар комедија. Собир посветен на намалувањето на штетните емисии од јаглерод во делот на авиосообраќајот се одржа во Скопје и има за цел представниците од сите држави да се стекнат сознаење на кој начин треба да ги прават испитувањата во делот на штетните емисии на гасови од воздухопловите. Државните членки се обврзаа дека до 2020 година ќе нема зголемување на ваквите емисии. Македонија, иако нема своја авиокомпанија, сепак е дел од регионалниот семинар на кој воздухопловните институции се подготвуваат за исполнување на обврските за примена на системот за пренамена и намалување на јаглерод за меѓународното воздухопловство Корсија од почетокот на следната година. Целта на собирот е представниците од воздухопловната област од Европа да се обучуваат како се подготвуваат извештаите за емисијата на гасови што треба да ги испраќаат до светската организација. Во Македонија на годишно ниво има околу 300.000 летови. Секоја држава која што има своја авиокомпанија има многу поголеми одговорности, но тоа не значи дека Македонија која што нема своја авиокомпанија нема обврски во тој дел. Значи, како е важно нашиот давател на услуги, како и агенцијата, да учествуваат, да имаат знаење и да имаат вештини за пријавување на сите емисии кои што се случуваат при прелетите, на енрут прелетите врз македонската територија. Над македонската територија на годишно ниво има повеќе од 300.000 летови. Се знае кои се типовите на авиони, станува збор за постапка во која што авиокомпаниите ќе бидат под голем предизвик и притисок, бидејќи ќе мора да постигнат одреден таргет кој што ќе биде зададен од индустријата, за да со самото тоа ќе треба да работат на подобрување на своите флоти, на подобрување на нивните мотори за намалена емисија. Со самото тоа ќе се зголеми просторот за истражување во сите производители на воздухоплови, на мотори. Значи станува збор за еден комплексен систем и сето она што ќе се случува е голем предизвик за човештвото. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски рече дека Македонија и понатаму ќе овозможува услови почитувајќи ги сите правила и прописи на светските и европските власти. Македонија и натаму станува стратешки партнер во делот на креањето на услови за екоодржлив развој, вклучително тука почитувајќи ги сите правила и прописи наметнати од страна на светските и европските воздухопловни власти. Воедно би сакал да кажем дека во моментов исто така работиме на креирање на посебни услови за тоа како нискобуџетните компании ќе продолжат да функционираат во Република Македонија и работиме на тоа да се изготват сериозно квалитетни услови и во овој дел. Генералниот директор за транспорт во Европската комисија Хенрик Халоуеј ја истакна важноста на предностите и одговорностите од развојот на авиосообраќајот и поврзувањето со европскиот пазар за цивилно воздухопловство, од кој е дел и Македонија, и посочи дека 1 милион луѓе годишно се превезуваат со воздухоплови, од кои 26% од Европа. За Европската комисија многу е важно што цивилното воздухопловство презема чекори и што ќе го спроведе овој систем наречен Корсија за неутрализирање на издувните гасови. Вие сте дел од европскиот пазар за цивилно воздухопловство. Минатата година 1 милиарда луѓе патува по воздух и во овој контекст многу е важно да се намалат емисиите на издувни гасови и влијанието врз животната средина на оваа индустрија, па затоа сме и тука на овој настан. Европа иако е на чело на фронтот на намалувањето на емисиите, затоа што сакаме подобра животна средина, сепак имаме и голема одговорност бидејќи од тие 1 милиарда патници 26% се од Европа, па затоа треба да бидеме многу предпазливи за предизвиците за животната средина што тоа ги претпоставува. Со одлуката на Генералното собрание на Светската организација за цивилно воздухопловство ИКАО за систем за намалување на емисиите на издувни гасови, државите членки се обврзаа дека по 2020 година ќе нема зголемување на ваквите емисии.
This is one of the 5 regional seminars we will be holding. Ова е еден од 5 регионални семинари што ќе ги организираме на глобално ниво со нашите 192 земји членки. Во 2017 на Генералното собрание ИКАО усвои историска одлука која е прва од таков тип на глобален план, тоа е систем за намалување на емисиите на издувни гасови, каде што се обврзуваме дека по 2020 година нема да има зголемување на ваквите емисии. Меѓутоа, со овој успех доаѓа и одговорност и сега ние треба да им дадеме поддршка на нашите 192 земји членки. Ready to implement it on the 1st of January next year. Во текот на оваа недела општина Карпош е домаќин на светската шаховска елита. Започна 8-то издание на меѓународниот шаховски турнир Карпош Open 2018. На турнирот учествуваат над 160 надпреварувачи од повеќе земји во светот, а забележано е присуство на многу млади надпреварувачи кои рамо до рамо ќе се борат со поискусните и поафирмирани шаховски имиња од Македонија и од светот. Повеќе од 160 надпреварувачи од повеќе земји во светот учествуваат на 8-то издание на меѓународниот шаховски турнир Карпош Open 2018. Надпреварот ќе се одржува во текот на оваа недела во хотелот Александар Палас, а забележително е присуството на многу млади надпреварувачи, карпошани кои со своите 8 или 9 години ќе се борат рамо до рамо со поискусните и поафирмирани шаховски имиња од Македонија и од светот. Турнирот го отвори градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, кој меѓу другото го повлече и првиот потек на шаховската табла, со што го означи и официјалниот старт на годинешното издание на Карпош Open 2018. Општина Карпош е еден од главните покровители на овој настан, а во следните денови ќе биде центар на шаховската елита, место каде што овие денови се спојуваат младоста, искуството, талентот, напорната работа и шаховското велемајсторство. Покрај надпреварувачкиот дел, учесниците ќе имаат можност да уживаат во убавините на Карпош, да посетат дел од знаменитостите кои ја прават оваа општина една од најурбаните во Скопје. Со цел санкционирање на загадувачите на воздухот, а со тоа и намалување на аерозагадувањето, во општина Кисела Вода до јуни ќе бидат поставени 2 мерни станици, од кои едната ќе го мери загадувањето на воздухот, а другата бучавата. Општина Кисела Вода е една од ретките општини во Скопје каде што се уште не се мери квалитетот на воздухот. Раководството на општината најавува промена со која граѓаните ќе имаат увид во квалитетот на воздухот што го дишат, а од друга страна, општинските инспектори полесно ќе ги детектираат загадувачите. Станува збор за поставување на 2 мобилни мерачи, едниот за квалитетот на воздухот, а вториот за мерење на бучавата. Како што истакна градоначалникот на општината Филип Темилковски, оваа набавка е влизана во буџетската програма за 2018 година и се очекува наскоро да се реализира. Моментално ја вршиме постапката и техничката документација за набавка на тие мерни станици, со тоа што за разлика од другите општини каде што се фиксни мерни станици, ова ќе бидат мобилни мерни станици со кои што сметаме дека полесно ќе можеме на лице место да излеземе и да ги детектираме и загадувачите на амбиенталниот воздух на територија на општина Кисела Вода. Едната од нив ќе биде за мерење на амбиенталниот воздух, другата ќе биде за мерење на бучавост. Без разлика дали ќе биде од страна на физички или на правни лица, доколку има пријава да може да констатираме дали се прекршени законите, дали се зголемени бучавоста, а нормално истото и за загадувањето. Дали од одредени субјекти имаме емисија на поголеми штетни гасови од тоа што е дозволено. Правиме и обука на нашите инспектори за да може правилно и точно да ги користат и да ги читаат, така да сметаме веќе во текот на летниот период дека ќе може и да ги користим. На загадувањето на воздухот во Кисела Вода најмногу влијае депонијата со линдан во Охис, која со децении не само преку воздухот, туку и преку почвата ги труе жителите. Темилковски вели дека решението за оваа проблематика лежи кај Министерството за животна средина и просторно планирање. За чистење на депонијата немаме ние надлежност, ние имаме по односно на самата фабрика Охис и нејзиното загадување. Сепак Охис е во стечај и ние немате никого да казните за тоа загадување. Ние како општина имаме одговорност да го
издигнеме прашањето на повисоко ниво и да алармираме до соодветните институции да се земе во предвид загадувањето на ОХИС. Сметам дека со години беше запоставено проблемот со ОХИС и доколку се фатеше на време во изминативе, може да кажем и 20 години, до сега ќе се обезбедеа и средства, дури и кредит да беше вратен до сега. Тоа што јас како градоначалник и ние како општина можеме да оправиме е што повеќе да алармираме пред надлежните институции, пред владата, да се издигне проблемот со ОХИС на повисоко ниво и заедно да најдеме решение. Во Киселавода, како што истакнува Милковски, недостасуваат вработени во секторот за инспекцијски работи, каде има 12 заедно со комуналните ридари, а општината ги покрива и Супиште, Студеничани и Зеленикова. Имаме само 20 градежни инспектори, еден за екологија и еден за домување, додава градоначалникот. Од ЈСП Скопје информираа дека јавното сообраќајно претпријатие Скопје нема проблеми во тековното работење и во моментов е во стабилна финансиска состојба. Од претпријатието велат дека и покрај тоа што цената на нафтата варира, цената на билетите ќе остане непроменета. Од ЈСП Скопје информираа дека и покрај фактот дека цената на нафтата секојдневно варира, став на град Скопје и ЈСП Скопје е цената на билетите да остане непроменета во интерес на корисниците. Користењето на електронските картички и функционирањето на системот во автобусите на ЈСП Скопје е во функција веќе втора година. Од претпријатието информираа дека секојдневно се соочуваат со одредени предности, но и недостатоци. Дел од предностите се подобра информираност на патниците, подобра мобилност, придобивки во планирањето, спроведување и контрола на јавниот превоз, статистика за бројот и категоријата на патници по коридори, линии постојки, оптимизација на возните редови, пратење на возилата во реално време. Од претпријатието информираа дека во моментов интензивно работат на осмислување проекти што би следеле во иднина и секојдневно се работи на подобрување на јавниот превоз во соработка со предлозите на граѓаните и соодветните општини. ЈСП Скопје располага со 417 автобуси и 24 минибуси. Секое утро граѓаните на град Скопје се обслужуваат со околу 287 автобуси на вкупно 92 градски и приградски линии. На годишно ниво се пренесуваат околу 47 милиони патници. Автобусите се одржуваат и поправаат во двете автобази на ЈСП Скопје, во Автокоманда и во Ѓорче Петров. Тенденција на раководството на ЈСП Скопје е набавка и веќе е планирана на нови автобуси на природен газ кои дополнително би ја подобриле услугата, но и би придонеле за намалување на загаденоста. Театар Комедија утре на 27 март со премиера на представата Не сега драга го одбележува 6-тиот роден ден и меѓународниот ден на театарот. Представата е во режија на Коле Ангеловски, а почетокот е закажан во 20 часот. Театар Комедија ја најави својата нова премиера со наслов Не сега драга од Реј Куни, а во режија на Коле Ангеловски. Премиерата на представата е закажана за 27 март, Светскиот ден на театарот, а истовремено и 6-тиот роден ден на Театар Комедија. Комедијата Не сега драга е комедија на забуни, смешни ситуации и интересни карактери. Дејството се одвива во хотел за време на едно пролетно попладне. Приказната е за еден парламентарец од Куманово кој доаѓа во Скопје на состанок во Собранието. Се сместува во хотел и има закажано љубовен состанок со секретарката на председателот. Меѓутоа, со пратеникот доаѓа и неговата сопруга и тука почнува хаосот. Уметничката директорка на театарот ги најави актерите кои играат во представата и рече дека Театар Комедија ја продолжува традицијата. Секоја година ја одбележува со премиера. Особено задоволство ни е што на 6-тиот роден ден ќе го прославиме, 6-тиот роден ќе го прославиме со доајенот на комедијата кај нас Коле Ангеловски и тоа значи дека ни гарантира уште една успешна представа која ќе ги полни салите на Театар Комедија. Актери, улоги во представата играат Атанас Атанасовски, Жаклина Петровска, Валентин Костадиновски, Ева Скендеровска, Дарко Велич, Едмон Сотир, Кристина Ласовска, Жарко Димовски и Тања Мицков. Костюмограф на представата е Раде Василев, сценограф и избор на музика Илина Ангеловска. Драматург е Дарко Јан Спасов. Реј Куни е едно многу познато име во светот на комедијата. Тој е еден од, се уште жив, еден од најголемите мајстори, кој својата инспирација и својот начин на пишување ги црпи од Фејдо,
Значи, воглавном неговите комедии се комедии на ситуации, комедии, она што се вели булеварски комедии, значи без многу психологија, без многу некакви интелектуални мисли, но затоа многу смешни и со многу брз ритам. Во тој тип на комедии многу често се користат врати и ние овдека во нашава представа имаме многу врати од кои што се влегува и излегува и на тој начин се создава ритамот. Веде директорот Сашо Ристовски на пресконференцијата ја најави програмата за оваа година на Театар Комедија. Најави дека се предвидени повеќе гостувања во Црна Гора и учество на неколку фестивали. Ристовски соопшти дека добиле средства од Министерството за култура за реконструкција на дел од објектот. Моето лого е Театар Комедија бил, е и ќе биде врвот на театрите во Република Македонија. Ќе имаме 4 проекти. Овој проект кој што утре премиерно ќе се реализира, тоа е во режија на маестралниот, веќе многу докажаниот брендот на комедијата, тоа е режисерот Коле Ангеловски со представата Не сега драга. За потоа во средината на април месец да започне со работа еминентната режисерка од Црна Гора Ана Вукотич со својот тим, инаку ќе го работи Мизантроп. Тој проект е размена со Република Македонија и Република Црна Гора, значи тимот со кој што работи Ана Вукотич, сценографија, костими и кореографија, доаѓа овде во Театар Комедија. За некаде во втората половина на 2018 да го предадеме кормилото на млади, но доста успешни режисери, како што се Александра Кардалевска, која е вработена во Театар Комедија и е веќе докторирана, и потоа Ѓорги Ризерски. Ристовски додаде дека по 12 години подпишале договор со Драмскиот театар од Благоевград, каде се предвидени меѓусебни соработки и гостувања, а најави и подпишување на меморандумски договори со театрите од соседството. Студенти до август годинава ќе имаат можност да поминат по еден работен ден со 5 водечки извршни директори во земјава. Ова е предвидено со проектот што ќе го реализира Стопанската комора на Македонија. Како што е најавено, ако биде успешен, проектот ќе продолжи и идната година, а за 10 години Македонија ќе добие 100 студенти со меѓународно образование, без да одат надвор од државата. 10 студенти од додипломски, постдипломски и докторски студии до август годинава ќе имаат можност да поминат по еден работен ден со 5 водечки извршни директори во земјава. Ова е предвидено со проектот што ќе го реализира Стопанската комора на Македонија под покровителство на председателот Ѓорѓе Иванов. Аплицирањето е електронско на адресата fic.mk. Почнува денеска, а ќе трае до 5 април. Со ова студентите ќе имаат можност да видат како се води компанија, како всушност се работи во реална ситуација. Ќе стекнат практично искуство што факултетот не може да им го понуди. Предвидено е, ако биде успешен, проектот да продолжи и идната година, а за 10 години Македонија ќе добие 100 студенти со меѓународно образование, без да одат надвор од државата, што би значило значително намалување на трошоците. Студентите што ќе аплицираат може да бидат од областа на економијата, човечките ресурси и администрацијата или било која друга сфера во која работи компанијата. До 30 овој месец трае пријавувањето за обуките за застапување и развој на локалните политики за основање социјално предпријатие. Може да се пријават сите заинтересирани невладини организации, предпријатија и предприемачи. Обуките ќе им овозможат на учесниците да се запознаат со начинот на развивање локални политики во областа на социјалното предприемништво, кое представува алатка за инклузија на ромите и на маргинализираните лица на пазарот на трудот.
Сите заинтересирани невладини организации, предпријатија и предприемачи до 30 овој месец може да се пријават за обуки за застапување и развој на локални политики за основање социјално предпријатие. Обуките ќе им овозможат на учесниците да стекнат знаења и техники на застапување, како и да се запознаат со начинот на развивање локални политики во областа на социјалното предприемништво, кое представува алка за инклузија на ромите и на маргинализираните лица на пазарот на трудот. Преку обуките се очекува да се развие и неформална мрежа на невладини организации и социјални предприемачи кои ќе дадат мислење за развојот на социјалното предприемништво на ниво на град Скопје во форма на официјален документ за застапување. Заинтересираните треба да го пополнат прашалникот што е достапен на веб страницата на HERA. Обуките ќе се одржат од 17 до 20 април оваа година во Скопје, а ќе ги спроведе експертското здружение за креативен развој СЛАП од Република Хрватска, кое е партнерска организација во проектот Отвараме можности финансиран од Европската Унија. Со симфониски концерт Македонската филхармонија одбележува 100 години од раѓањето на еден од највлијателните американски композитори и диригенти Леонард Бернштајн. Концертот ќе се одржи в четврток со почеток во 20 часот. Македонската филхармонија во четврток со почеток во 20 часот ќе го одржи симфонискиот концерт Бернштајн 100, со кој ќе се одбележи 100 годишнината од раѓањето на еден од највлијателните американски композитори и диригенти Леонард Бернштајн. Под диригенство на врвниот маестро Тимоти Редмонд од Велика Британија ќе бидат изведени 2 дела од неговиот богат опус, симфониската свита На брегот и 3 танцови епизоди од мюзиколот Во градот. Солист на концертот е еден од најголемите виртуози денес, германско-францускиот виолончелист Николас Алштет, кој за прв пат во Македонија ќе го изведе концертот за виолончело и оркестар од англискиот композитор Вилијам Волтон. Композиторот, диригентот и пијанистот Леонард Бернштајн е еден од првите американски диригенти кој постигнал светска слава. Добитник е на повеќе Еми награди и се смета за една од највлијателните личности во историјата на американската класична музика. Денеска имавме променливо облачно време со локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Температурата достигна до 10 степени. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со врнежи од дожд и температура до 13 степени. Во среда температурата ќе се движи од 5 до 15 степени, во четврток од 3 до 18 и во петок од 5 до 21 степен. Општина Карпош почнува со санација на оштетените улици на својата територија со цел да се овозможи безбедно движење на граѓаните, велосипедистите и моторните возила, информираат од Општина Карпош. Поради поголемата успешност на акцијата, Општина Карпош ги повикува и граѓаните да пријавуваат ударни дупки. Во предстојниот период, како што информира Општина Карпош, ќе се реконструираат и повеќе улици кои се во руинирана состојба. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации можете да добиете на нашиот вебсайт mtm.mk. Довидување.